Со мене во студиото, како што веќе ви најавив, е мојот колега Љупчо Поповски. Љупчо, добро утро. Добро утро. Твојата колумна Викендов, која ти редовно објавуваш на Дојче Веле, а потоа и на Независен МК пред се, а потоа и во други медиуми, се занимава со тоа што ќе се случува со Европската унија, односно можеби поточно да каже што нема да се случува во Европската унија. По низа прашање на овие предложени би се чини многу апансас реформи кои што разноразни, почнувајќи од Макрон, па италијанци, па сами функционираи на Европската унија тоа го говорат, но тоа се процеси кои што веќе неколку години се дебатираат низ форумите за дебата за реформа на Унијата. Ајде прво малку да тргнеме околу тоа како е организиран цел тој процес. Затоа што, Љупчо, тоа нас многу не интересира, од ни зависи, ние сме и дефинитивно веќе останати надвор од процесот за можно завлекување, па можеби тие промени и нас ќе не тангираат. Значи, таа конференција за иднината на Европа, официјално наречена, колку 2-3 години, како што кажа, ти се подготуваше, па требаше да биде шеф на конференцијата од Европскиот парламент да биде Ги Верховштад, па да биде друг, па на крајот таа битка за моќ не успеа да најдат еден човек што ќе води, како што беше, например, Жискар д'Естен, кој го подготуваше Европскиот устав пред 15 на години. И на крај од сите институции во Европската унија имаше представници, како некако председателство, и тоа почна таа дебата. Интересно е, дебатата се водеше и во институциите, но и во панели на граѓаните. Значи, да кажеме само како тоа изгледа. Тоа се 170, ако не се лажам, и повеќе можеби панели. Значи, море од дискусија кој што море од дискусија. И сега најинтересно е што, мислам, така впечатливо што најмногу дискусии има во оние условно речено најразвиените земји кои што имаат најдобра демократија. Во оние помалце, например Романија, Бугарија имаше најмалце дискусии. Тие како да не се заинтересирани или пак како да не државниот врв да каже позиција, и тоа е така. Начинот на функционирање е сосема друг во овие земји, додека во Данска, во Холандија, во Германија имаше стварно големи дискусии. Што се главните, да кажем, авении по кои што може да се предпостави? Главните авении се во ситуации кои што нас во овој момент не интересираат. Мислам, не интересираат, ама не сме заинтересирани да ги слушнеме, така да кажем попрецизно. Проблемот со здравството, особено заради короната, проблемот со дигитализацијата, да кажеме дека здравството не е во ингеренции на Европската унија. Да, ама како да се секогаш национално е. Ама например национално е, ама кога требаше да се носат мерки за снабдување со вакцини, за маски, за ова зона, па Европската унија преку Европската комисија носеше мерки што важеа за сите земји. Кој одобруваше пари за да се набават вакцини? Европската унија не одобруваа земјите членки. Ние сами за себе земавме, ама за таму одобруваше унијата. И тоа бидејќи огромен проблем, како да успеат да ги пренасочат во некакви текови заеднички тие проблеми што се во овие дискусии, да. Како да ги нека да има подобро јавно здравство, нека да има полошо. Ова се однесува за јавното здравство, не е за... Кои се другите теми? Значи, климатските промени, дигитализацијата, социјалната држава, овие другиве вработувањето, мислам да се уште повеќе да се овозможи она вработување преку границите, значи да нема какви било застои и формалности. И сега и нема, ама сето тоа да се направи како да работиш од една општина во друга, например во Романија. И сега тоа има околу 100 и кусур предлози, 39 препораки по различни теми. Значи и сега тие ќе одат го поминаат тој филтер пред некаде околу 4-5 мај. Во Европскиот парламент помина, има образлагање на сите овие учесници што беа по групи, па 5 политички групации им дадоа подршка, не дадоа подршка само 2 групации, тоа се оние, условно речам, едната е радикална крајна десница, другата крајна десница, таа европски конзервативци и реформисти, кај што главна членка е партијата на Право и справедливост, Право и правда во Полска, на Качински, втората е ОДС од Чешка,
таму беа британските конзервативци, но сега веќе не се. А втората е идентитет и демократија, таму се Салвини, Марин Лепен и така натаму. Тие не се согласуваат со тоа и тие не дадоа поддршка. Така, Добро, кои се точките кои се од наш интерес, бидејќи ти во колумната пишуваш дека се разбира, се спомнува и прашањето за единството во гласањето, односно дали ќе може да се носат и зашто одлуки со едногласност во гласањето. Да, и сега, според овие предлози, најголем дел од одлуките што треба да се носат во идната Европска унија, кога тоа ќе биде за година, две, кога ќе помине, треба да се носат со мнозински начин на гласање. Значи со прифаќање, со одбивање практично на вета. Значи ветата со одбивање сега има, например, исто таков мнозински систем на гласање, да гласаат 65% од земјите членки и 60% или беше обратно, не е важно. Да, тие се квалификувани мнозинства. Од бројот на жителите. Значи, може да гласаат 2/3 за некоја одлука, но ако ги немаат тие 2/3 од бројот на жителите, таа одлука... Тоа е се смислено, Љупчо, за да сепак овие најважните земји членки, пред се мислам на Франција, Италија, Германија, кои што се и најбројни, па тука дури и Шпанија 80-60, тоа се значи е смислено за да 200 милиона. Сепак можат да тераат некои процеси кои нема да бидат спречени од некаква, сега ајде да кажем, некаква под наводници Словачка или Бугарија или Литванија, не е важно. Литванија и така натаму. Тоа е направено и сега има два сегменти во тие 39 теми предлог како за мерки. Едното е на подобрување на функционирањето на Европската унија во надворешната политика. Тоа е едната од работите, со што треба да му се даде, со кои мерки треба да му се даде поголема моќ и важност на високиот представник за безбедноста и надворешна политика во овој момент Жозеп Борел, кој е потпредседател на Европската комисија, за да може ЕУ да настапува како како викаше Кисинџер, немам кому да му се јавам во ЕУ. Да има не унисона, таа не може да биде унисона, туку единствена некаква политика која што ќе застапува. И втората работа е како да се реши проблемот со ветото, бидејќи имаме за околу две работи сега во овој момент се клучно ветото. Првата, најнепосредна за која што денеска ќе се разговара, тоа се санкциите. Значи, еве, гледаме дека Унгарија не попушта ни подразно, а тука е... Имаат проблеми Словачка, имаат проблеми Чешка. Еве, Бугарија, исто немаше... Бугарија се вози на тој воз, ама се обидува да не биде многу гласна. Да, ама еве и на Бугарија, наводно вчера и ветиле дека за 2 години ќе биде одложено тоа спроведувањето на санкциите кон Русија да важат за Бугарија после 2 години, затоа што Бугарија има една рафинерија, таа е во Бургас и таа е направена за обработка на руска нафта, зашто ја носи Лукойл. И втората работа е... Втората тема за вето? За ветото е за каде на друго место би можело за проширувањето. Добро, ама третото вето е најважно. Дали воопшто ќе има реформа на самата Европска унија? Да, значи третото вето... Оти тоа може да се ветира. Третото вето и сега после сите овие расправи и дебати, панели граѓански и неграѓански и политички, останува во предлогот ветото да важи за две области. Првата област што се наведува е за проширувањето. Значи тоа е поважно. Значи ние отидовме низ вода. Низ вода. А втората област е за промена на основните договори на унијата. Тоа е толку и широко и толку важно затоа што навистина ако ти ги промениш основните постулати на унијата, таа може да стане нешто сосема друго, например федерација. И за тука имам некој разбирање. Но за проширувањето да биде единствена точка која што ќе стави вето, мислам дека тоа е чекор назад за според мене за унијата. Пред да влеземе во тој вид на оценки, ти ме интересира твоите ставови, што е всушност перспективата во временска смисла на оваа цела дебата? Ова Европската унија колку години мисли да го дискутира, па потоа усвојува, да го формализира, бидејќи толку е комплексен проблемот, знаејќи како работат затоа што ние мислиме
бидејќи не сме во структурите на ЕУ, единствени места кај што имаме некоја поголема допирна точка, тоа се ИПА фондовите, помош при елементарни несреќи, помош како што беше за корона кризата, сепак на почетокот тие киксираа, но после ни дадоа и економска помош за изградба на инфраструктурни регионални проекти и така натаму, како например за пругата или други работи. Ние не сме вклучени во тоа, климатски промени, здравствени, социјални мрежи, дигитализација, не сме вклучени, а тоа е сето тоа е напред ставено во предлогот за иднината на Европа. Овие други за одлучување, за начинот на одлучување и надворешната политика се во третата третина од предлозите. Значи ние и плюс македонска јавност не е заинтересирана објективно. Што ќе се заинтересира сега за дигитализацијата во Холандија или во Данска? Тоа објективно не. Овој дел цела оваа расправа траеше некаде од околу година и пол, ми се чини. Значи ја откако веќе е формализирано, ставено, не очекувам ја тоа да оди до некоја до бескрај. До бескрај, да, дека ќе биде во некоја побрза рамка, ама сега таа откако се изфилтрираа тие работи, се донесоа, еве може секој да го најде тоа преку Европската унија, сите тие предлози дадени се во PDF, мислам, ако го интересира може да чита, треба да дојде на филтрација конечна кај земјите членки. И за прашањето за ветото, тоа не е конечна одлука. Например, Италија и Германија Па и Шпанија беше во тој клуб, ако да, се залагаат за укинување на ветото. Пред две емисии овде зборувавме јас и за стична работа, знам дека ова Ана Лирман, министерката за Европа, го објави тоа во интервју, дека тие имаат предлози во тие германски предлози официјални, бидејќи има и официјални и на владините институции, во кои што се бара укинување на ветото за проширување. Тие се, кога ќе дојде сега расправава, за тоа ќе видиме како ќе се ефектуира целата таа расправа. Ако се случи да се укине векто или да се намали, не знам како, не е прашањето или само по кој прашање и така. Да, по кој прашање, тоа е прашањето и за Украина, например, бидејќи унгарците се без оглед како тие се против заради тие околу 140.000 унгарско малцинство во Украина, тие блокираат Украина и во НАТО и овакво со години. Во земја од 40 милиона, 104, ама има и други такви проблеми, не е важно. Се ставено на куп, ние остануваме надвор. Тоа, бидејќи Софија сега дури оди и чекор понатаму, тие велат, и тоа Петков го изјавува за викендов, дека ќе се обидат да ги формализираат условите историско-билатерални да станат дел од процесот за преговори. Значи, не само што не напредуваме, туку се чини дека регресираме во ова и јасно е дека ние со Бугарија ја завршивме таа приказна за догледна иднина, таму промена нема да има. Ќе ми биде гостин и председател Пендаровски после вестите, па се разбира и со него ќе разговараме. Дали сега отворен Балкан е нашата Европска унија, ако сме вака иронично да квалификуваме? Не е Европската унија, но е добра можност ние да... Зошто ако може нешто да го поедноставиме, ако е од корист на граѓаните, зошто да не го спроведуваме? Зарем ние треба да чекаме? Гледај сега кој беше од регионот најголем противник за отворен Балкан е Бугарија. По која логика? Зошто по таа да биде противник? Па затоа што бугарите мислат дека тоа е зацврстува улогата на Србија, а нивниот веројатно принципиелен противник на Балканот не е ни Македонија, не е ни Албанија, туку е Србија. Србија, бидејќи генерално и во овој дел Србија е своевиден Пиемонт на Балканот. Мислам да знаеме ние и колку војни се водени меѓу Бугарија и Србија, знаеме тие ужасни напнатости за времето на Кралска Југославија, Милан Стојадиновиќ, царот Борис и така натаму кога се случува, па договори кога се случува, и така. Мислам да не зборуваме, но ако ти имат против, добро, нека имат. Ама сега ние мора да бараме некакво решение во поедноставувањето. Ако стратешки противници или архитепски противници биле Србија и Албанија, па сега како тие се здружуваат во отворениот Балкан,
Па не гледам ја причина зашто и ние да не искористиме нешто. Кому би му пречело автобусите и камионите да поминуваат на посебна лента како што поминуваат во Европска унија? Без сопирање. Без сопирање, или пак да има сега работни дозволи во различни земји за сите. Сега тоа може да има одлив на кадар, тоа се разбира дека ќе има. Ама се смета дека позитивните аспекти ќе бидат поголеми. Така би било ако би влегле и во Европска унија. Лјупчо, ќе морам тука да те прекинам, бидејќи 8:58, не сакам да влеземе со многу доцнења во вестите, бидејќи господинот Пендаровски најави дека ќе мора во одредена минута да ја напушти, да го напушти студијата после 9, бидејќи почнува и само уште нешто нешто да кажам, значи ова што кажа за Петков. Значи тоа што е, мислам дека ние треба малце да ги симнеме илузиите околу неговата работа во Македонија. Значи тој тргна добро со таа негова 6-месечна колку таму со 6 групи да се направи. Кога сега влезе заради односите во коалицијата на патеката да речем таква националистичка, ние малце и нашите очекувања кон него треба да ги намалиме, вклучувајќи го и премиерот. Тој сепак ќе се вклопи во бугарската националистичка политика која што националистичка или политика полна со предрасуди. Повремено и шовинистичка, дека националистичка тоа си. Благодарам Благодарам Лјупчо Поповски.